Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во денешното издание на емисијата Фактор здравје. Темата на која утрово разговараме е шоквејв терапија или терапија со ударни бранови во третман на калцификати. На оваа тема разговараме со доктор Лела Манчев, специјалист физијатар од приватната здравствена установа Матар Медика. Добро утро, доктор Лела, и добре ни дојдовте. Благодарам за поканата и добро утро на гледачите. Така, тема која што секогаш побудува интерес кај нашите гледачи, сме ја зборувале малку поодамна, па затоа рековме ајде вака опфаќајќи ги таложењето на калцификатите на секој зглоб, за секого поединечно да позборуваме, па рековме уште еднаш да подповториме за оние кои што можеби нешто подзаборавиле или секогаш има луѓе кои што се соочуваат со некаков здравствен проблем. Да. Колку имаме потреба од физикална терапија како популација и колку ја користиме? Нашата физикална терапија е многу, можам да кажам, убава, пријатна, благопријатна и нашите пациенти навистина ја користат. Иако секогаш можеби има простори за повеќе и меѓутоа некои состојби вака треба да се објаснат, затоа што јас сакав да го поразговараме овој, да го начнеме како тема, за да нашите слушатели, гледачи и слично не добијат идеја што значи, бидејќи многу често се поставувани прашањата околу калцификатите, тоест во народот или често познати меѓу пациентите шилци. И секогаш ќе дојдат, јас доктор ќе имам шилци, што мислите, леле, тоа страшно ли е? И така натаму, тоа се многу чести прашања и затоа сакав да одговориме на некои така по-клучни моменти што се во оваа тема, во однос на оваа тема. Самите калцификати значат таложење на калциум во меките ткива, и тоа најчесто тој калциум фосфат како форма. Во меките ткива тоа се лигаментите, тетивите, мускулите, тоа се меките ткива наши и самиот процес на калцифицирање е еден процес на што е да речам и нормален, затоа што нашето тело е еден совршен склоп организам кој што се брани преку калцификатите. Шилците не се диагноза, не се болест. Шилците се знак дека нешто се случува, некој симптом. Самото постоење на шилците може да се јави и во природен процес на старење. Меѓутоа е многу битно дали даваат симптоми, дали дава болка, дали дава ограничување во движењето и слично. И зависно од локацијата каде се создаваат. Самиот процес зависи зошто се настанува. Јас би сакала тука да го одговорам на прашање што постојано е, дали е внесот на калциум она што ги прави. Тој е многу важен минерал, така, за цврстината на коските. Тој е многу важен минерал. Како рековте, телото си го прави балансот, така, на распоредувањето на калциумот. Да. Многу е битно за состојбата на коските, би се јавиле други проблеми и состојби. Значи, прво да одговорам јасно и гласно дека калциумот и внесот на калциум нема однос или не соодействува со создавањето на калцификатите. Калцификатите се создаваат заради да речам, повторувачки или микротрауми, микроповреди кои што настануваат во тек на одредени движења што ги правиме. Значи, дали се работи спрема професијата, спрема тоа како живееме, животниот стил, нашиот организам се брани на некој начин со создавање калцификати. Вика, нешто се случува таму и јас ќе ставам тука калциум, нашиот организам го таложи таму за да го одбрани, да го на некој начин, вика, нешто таму се случува. Значи, дали се работи, јас имам навистина е шаренолика сликата на пациентите кои што доаѓаат во смисол на професиите. Така да речеме, ако се работи за куварка, тие ги користат рацете со многу вода, со многу движења во шаките. Тогаш имаат таложење на калциум во самите зглобчиња мали и во самите лигаменти и тетиви на шаката. Значи, понатаму, ако се работи, да речеме, за шофери, кои што особено големи камиони и слично, па имаат проблеми со рамото. Ако се работи за фризерки, па го користат рамото, зглобот рачен и слично. Ако се работи за спортисти, например, да речеме тениски лак, не за џабе се кажува, луѓе кои што или дури и нашите домакинки, жените кои што постојано, мислам дека тие се во најголем број,
постојано дома со крпата и со тие движења повторувачки, тие ги прават зглобовите и тетивите ги оптеретува. И што се случува тогаш? Во тетивата има триење, на самиот припој, каде што се припојува тетивата, има триење, има повреда и тоа повторувачка. Значи, тие повторувачки движења предизвикуваат таков процес во организмот да вика сега телото мое, јас ќе се одбранам и тука ќе го калцифицирам да го спречам тоа, да го залечам. Калцификацијата е еден вид што нас ни помага. Но тоа залекување со тек на време која трае долго, значи веќе проблем за пациентот. Веќе поминува во тој калцификат кој што веќе го укрутува делот таму, го ограничува движењето на зглобот и прави веќе болка и предизвикува некакви симптоми. Така да месот на калциумот во основа нема врска со ова со создавањето на вакви калцификати шилци. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме понатаму. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавете се и поставете прашање. Со доктор Лејла Манчев, специјалист физијатар од приватната здравствена установа Матер Медика, зборуваме за шоквейв терапија или терапија со ударни бранови за третман на калцификати или народски познати шилци, како што веројатно најдобро и најчесто го применуваме како терминот и ни е полесно за разбирање и поразбирливо. Споменавте каде се може да се појават калцификатите. Зависно и од локацијата, така ќе бидат и симптомите, зависно каде ќе се создадат. Каде е оној процес на она што го кажав, микротрауми, на триење постојано, таму и ќе се создадат, зависно од движењата, од професијата, од се што работиме и како го работиме тоа. Локацијски може да бидат буквално на секаде, значи во телото, меѓутоа најчесто и најболно и оно што се состојби кои што најмногу се јавуваат на лекар, тоа се калцификати во петата, потоа калцификати во коленото, во колкот, во лактот, чести се во малите зглобчиња од шаката, од прстите на шаката, понатаму рамото исто така, не се исто така ретки во вратот и во делот на меките ткива околу вратот, значи тетивите, лигаментите, тука знаат да се таложат и во самата мускулатура, па се насобираат како миогел топчиња, значи може и да калцифицираат, но и не мора. Меѓутоа, во принцип, калцификацијата и самиот процес може да се случува и не само од травматска природа, може да биде дегенеративна природа со самата возраст. Значи, често пати кога ќе дојдат и кога ќе кажат имам шилци, јас им викам и јас имам. Кога се приближувам на 50-та година, мора да почне нешто да се намалува еластичноста на меките ткива и полека стануваат покрути, помалку еластични и слично сите лигаменти и тетиви, затоа што имаме поголемо количество на калциум. Тоа е нормално, нормален процес на старење. Сега симптоматологијата зависно од каде е локацијата, каде се јавуваат, тоа е и така и ќе бидат симптомите. Често пати кога е во рамо, една од почестите состојби во рамо, имаат проблеми со секојдневните активности. Значи, почнувајќи од чешлање, од миење, од облекување. Тоа се тие најчести симптоми, ограничување во движењето. Со движењето на рамото. Болка, особено ноќна болка при спиење и заради самата положба и така. Ако е во петата е еден многу честа состојба, петен трн, што се нарекува, тоа е калцификат во петата, тоа е настанат како резултат на воспалување прво на тетивата, на самиот табан, тоа е плантарна фасција и така се нарекува, која што настанува дали со промена на телесна тежина, значи често пати изголемена, но и кога варираат во телесната тежина, кога ќе ослабат многу пациенти, исто така знае да се појави воспалување заради промени, варијации во телесната тежина. Понатаму тесни обувки несоодветни, значи
баш имав сега една пациентка во фабрика во која што работат со посебен вид на обивки кои што се крути, кои што се специфични, тешки и веднаш почнала да се третивата во спалува и почнала да се создава организмот калцификат, на тој начин се брани. Така. И тоа не е еден процес кој што во моментот ќе се создаде, така? Му треба време. Точно. Така, тоа е таложењето на калцификатите за веќе да почне или да. чувствуваат ли некакви проблеми претходно пред да дојде она интензивна болка или не можете да згазнете на стапалото или не можете да го мрднете рамото? А ретко кога многу нагло настанува, секогаш нешто се чувствува еден подолг период, ама ние да речеме како некој тиштење, болка некоја, ама која не ви попричува многу. Веројатно е потапа болка која што повремено сеува па не сеува и нормално е човечки прво да се проба со таблетарна терапија, па ќе се подсмири малце, па ќе се очекуваме дека ќе се залечи организмот и во поголем дел од тие случаи на вистина организмот сам си ги залекува. Меѓутоа, тоа е процес кој што следат 3 фази на формирање, процес на мирување и на ресорбција на тој калцификат. Така. Овој процес може да трае од неколку месеци најмалку до повеќе години. Значи, кога е во процес на формирање, тогаш почнува да се формира калцификатот и тоа е пластење на калциум тука со месеци. Кога е во фаза на мирување, не дава никакви симптоми, никаква болка нема пациент. Може тука да остане, може и тука да застане и никогаш да не даде никаква болка. И ние да го најдеме тој шилец на случајно, колку пати сум наоѓала заради повреда на пример на скочниот зглоб, ќе се направи рентген и ќе се види дека има шилец, но има пациентот никакви проблеми. Нема зошто да го третираме. И фазата на ресорбција, морам да кажам, она кога се ресорбира, кога се повлекува, е најболната фаза. Значи, дури е таа, затоа што кога се повлекува и кога се разградува, е таа што боли. И почнува дури тогаш да се јавуваат на лекар. Така, да побараат помош, бидејќи болката веројатно има и неподнослива. Болката е континуирана, е многу остра, спречува, ограничува секојдневни активности и така. Да. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Гледачот се исклучи, дали може би имаме и следно јавување? Се надевам дека ќе се обидете повторно да зазвоните, да се јавите за да го поставите прашањето. Споменавме вратот, рамото, лактот, петата. Кои се најчести проблеми заради кои се јавуваат? Има ли поголема честота кај некој зглоб што страда? Да, најчести се рамото и петата, потоа кај повеќето помлади во ахиловата тетива се јавуваат калцификати често пати. Значи припојот на петата исто така пак е поврзано и исто така во лактот, додека оние што се во рбетниот столб, значи да речеме една исто така почестите диагнози е диагнозата на спондилоза во вратот кај сите. Многу голем дел од населението е нормален процес, меѓутоа за да кога ќе се појават тие калцификати во вратот, може да бидат зависно од локацијата, може да бидат меѓу прешлемите поставени во малите зглобчиња, така наречени се тие фасетни зглобчиња во кои што тогаш навистина го ограничуваат движењето на вратот и тогаш имаат проблем со движењата во вратот. Потоа може да биде во самиот дискус измеѓу двата прешлени, потоа може да бидат во лигаментите покрај вратниот рбет, потоа може да бидат и во мускулатурата поставени, значи така да тоа се различни видови состојби да се најде точната место каде и зошто ги предизвикува. Тука се тие веќе од она што го кажав до дегенеративна природа и кои што се нормален процес на старење на рбетот. Кај сите може да се јават во вратниот дел, во крстниот долно грбниот дел, значи во крстот. Тоа се состојби кои што се нормални. Ако даваат
проблеми, болки, ограничувања, треба да се превземе нешто, да се стопира. Така, веројатно и различни возраста на пациентите кои што бараат помош за ова, како споминавте и типот на професијата. Се сеќавам, сме го правеле муабетот, играорец кој што дошол да го третира, да ги третира шилците во петата, значи долги години и напорно вежбање и постојано баш микротрауми. Меѓутоа, ова е со времето нешто што е поврзано со возраста, каде секого малку ќе се развие процесот. Или начинот на кој што живееме, така. Компјутерџи, што кажам, луѓе што се цел ден на компјутери, седечкиот начин на работа и постојано положбата на вратот, исто така влијае каде ќе се формира или каде телото ќе се одбрани, ќе направи калцификат. Тука е нашата улога да превенираме, ако е можно, секоја професија има начин и едукација како да се заштити да не се формира. Значи, ако се има такви кондори да се носи, мора да се носи барем да се направат влошки соодветни, да се изамортизира секое газење. Ако има професија која што, да речеме, шивачки, кој што постојано го прави ова повторувано движење со раката, со материјалите и слично. Има потпора како да се направи, значи како да се превенираат одредени болни состојби. Ако пак не можеме да превенираме, барем навреме да пременуваме некаква терапија физикална, нели, која што би ни олеснила. Да го слушнеме гледачот. Добро утро, повелете. Ало. Добро утро, ве слушаме. Повелете со прашањето. Дали сте Ало, добро утро. Да, ве слушаме одлично, повелете. Добро утро, Биле. Добро утро. Вака поздрав до докторката. Благодарам. И до вас, многу фино ни објаснува. Вака сакам да го прашам, јас стално ве слушам, Биле, уште на работа кога идеше на 40 години, нели останасте чаец и чистеше негде околу 30 канцеларии, додек да земем пенсија. Сега немам толку болови на прстите, знаеш, прво ми се покажа на малецкото прстенце, така коската ми се наонаде и ја викам, леле, што ја масирам. После постепено на сите прсти ми се покажа, не ме болат, мислим, масирам се така, не ме болат, само ми така цвета што се знаеш, нели, испупчени малце и масирам се стално, а ногите, мислим, нема ништо, не ме боли, само колената, мислим, кад легам, добро е, а кад станем, значи осетим у колената нешто ме така, како ќе паднем, па се масирам, па тој сакам да ја прашам докторката, дали е тој штетно, мислим, дека, прстите не ме болат, а ногите ме болат, само околу колената и тој кад одим, а кад легам си уживам, тој чудна работа, викам, а кад станем ме болат. Бидете живи, здрави, се најголем поздрав до прекрасната докторка и до вас. Благодарам. Да. Тоа што го кажуваме баш се работи и хигиеничарка, како што кажа, тоа се исто така многу често пациенти затоа што се оптеретени со самото движење, со самата активност секојдневна и затоа има тие деформитети на прстите заради работата со вода, со шаките се многу вклучени во тие активности, меѓутоа исто така и од колената. Пред се да се направи рентген на колената, да се види состојбата, за да се види кој степен е, што се случува, кој степен на артроза е, дали има некаков вид на трошење на рскавицата. И со рентгенот да се упати на лекар, да си направи и овие пациенти многу добро и многу убаво им прија, им годи физикалната терапија. И тоа на 4 до 6 месеци, зависно од состојбата, со одредени вежбички, масажа, физикална терапија и слично, многу убаво може да се одржува состојбата, да не напредува. Да. Дали само на едно место се создаваат калцификатите или може во исто време и на повеќе склопови? На повеќе може место да се создава. Има ли пациенти кои ќе речат, повремено ме боли рамото, па чувствувам нешто малку во колкот, Да, тоа е многу убаво прашање, тоа е многу убаво прашање затоа што има и постои и од фамилиарна, да речам, некоја природа која што дури од целата фамилија имаат некаква склоност, генетска веројатност да се создаваат. Значи, не е се уште до крај објаснето како и на кој начин, меѓутоа, често пати ќе дојде пациентка кај мене ќе рече, јас имав во петата лани, сега ми е во рамото, имам шилец. И го установуваме дали е навистина, поставуваме диагноза дали навистина е така и може да се формира. Пак ќе речам, тоа се луѓе што се активни, што постојано работат, што се во тој смисол на некој начин одредени движења се повторуваат и така да ќе го откриеме секогаш
ако добро се посветиме на со разговор каде е причината за да се создадат. Многу ретко морам да кажам дека постојат состојби каде што е поврзано, тоа се одредени кај бубрежни заболувања, каде што треба да се внимава во однос на калциумот и да се прават одредени контроли поинакви. Кога затајува бубрегот, бубрежна, да речеме слабост и слично, тие се ситуации кои што се исклучок. Тогаш може да има пореметување на метаболизмот на калциумот. Тогаш треба да се внимава на поинаков начин, се следи пациентот. Но во голем дел од случаевите за овие што зборуваме калцификати е поврзано само со движењето, со самото старење и пак ќе кажам процесот на калцификација е за нас некаков бенефит, не ни е непријател. Само да го држиме под контрола и да нема. Барем и со оваа терапија за која што потоа нели ќе зборуваме после блокот реклами во огромен процент така се решава проблемот, е неинвазивна и е благопријатна така за да си го решите проблемот и потоа да внимавате нели како ќе се грижите за телото. Следува блок реклами, останете со нас, следете не до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Лела, како се дијагностицира или кога пациентот веќе ќе дојде, така ќе се пожали на болката, од што се почнува за да се дојде до дијагнозата и да се знае со што ќе се третира понатаму? Кога ќе дојде зависно од локацијата каде се жали пациентот, од местото на болката, начини или постапки кои што се за дијагноза на овие калцификати се рентгенот, исто така ехото, ултрасонографијата, тоа се најчести методи, може и со другите методи или компјутерска томографија и слично, меѓутоа тие не се стандардни. Најчесто ги испраќаме за рентген и ултрасонографија. Значи јас правам ехо кога имаат и рентген, секогаш доправувам ехо за да си додијагностицирам точно во која тетива е сформиран калцификатот, да речем ако е на рамото, пошто се тоа 4 така се нарекуваат ротатори на рамото, значи што го движат рамото, за да се најде точно во која тетива е поставен и тука да се третира, да знаеме каде и што предизвикува точно и на кое движење е болно. Значи тоа се некои така стандардни постапки. Така. Што представува шок-вејв терапијата, кога веќе ќе се донесе одлука да се третира на тој начин? Може ли претходно со нешто друго или веднаш се почнува се препорачува? Шок-вејв терапијата или терапијата со ударни бранови е терапија која што е присутна во последните 10 години. Јас ја работам нешто повеќе од 7 години, меѓутоа и претходно, последните 20 години нашата ординација и многу успешно ги лекувавме и пред постоење на оваа метода. Физикалната терапија има многу модалитети. Значи од електротерапија до ултразвучна терапија, лазерска терапија, која што си ги има посебни програми за третирање на состојбата на калцификатите. Меѓу другото, истовремено се вклучуваат секогаш вежби, значи стегнување не е само шилецот тој што прави, него и после одредено време се да речам лимитирани се движењата на тој зглоб и така да мора да се вклучи вежби на истегнување, вежби на зајакнување, мануелна масажа. Се тоа делови кои што се вклучени во еден целокупен програм да го буквално да го завршиме процесот на лекување. Шок-вејв терапијата е една од алатките кои што навистина многу ни помогна во последните години во лекување на овие состојби на калцификатите, затоа што на некој начин веројатно и брзината на методата и начинот на апликација, бидејќи не се аплицира секој ден, па имаме пациенти кои што се помлади, па кои што поедноставно им е да дојдат еднаш неделно, или на 5 дена, или на 7 дена, значи, како што се аплицира, не секој ден, како што е класичната физикална. Така да и многу поедноставно и трае многу кратко. Како се изведува терапијата со ударни бранови? Терапијата, така се нарекува, тоа се акустични, слушни бранови, значи многу убаво се слушаат и со многу силна енергија, која што се насочува на местото, затоа јас секогаш си правам... Еве овде, веќе ги гледаме. Да, ете така, се насочува, се таргетира местото каде што е најден калцификатот. Затоа секогаш се прави претходно ехо и точно се става на делот каде што се наоѓа калцификатот и нема никакво движење, него концентрирано и фокусирано се аплицира терапијата.
трае самиот програм. Секоја машина, да речем, си дава собствен програм кој што трае меѓу 5 до 7 минути, значи тоа е кратко траен затоа што е ударна таа терапија, така и се вика с ударни бранови и може да биде и болна, кај повеќето е болна, затоа не е секој пациент кандидат за шоквейв терапија. Меѓутоа се прави добра проценка. Се прави добра проценка и на некој начин со адаптација на интензитетот машината дозволува да можам јас да го некој пат кажувам, мора сега малку да стиснеш зави и да го издржиш овој момент за да биде, што особено првата терапија е болна, се фокусира и на некој начин се таргетира бранот на самиот шилец. Не можам да кажам дека сите шилци ќе се разбијат, затоа што секоја состојба е различна. И зависи од какова е самиот состав на тој калцификат, колку е големината, каде е поставен, местото локацијски, дали може да се дојде до него и слично. Меѓутоа, методата е многу успешна. Од толку години, колку што јас можам да речам стотици пациенти дека имаме поминато. И навистина се, јас во овие години самата дури се секој ден се воодушевувам колку и навистина помага методата. Се аплицира на 5 до 7 дена, значи така, на колку временски период и колку третмани треба или време да. Така, и меѓу 3 до 6 третмани јас правам. Сум имала, тоа се ретки случаи кога нешто морало над 6 третмани. Додуше сум имала и со 2 третмани каде што се завршила приказната. И така да, меѓутоа некој оптимум е меѓу 4 и 5 така третмани. Доброто е што се прават еднаш неделно, што трае кратко, но што е па негативното? Кај некого може и треба на пократок период? На некого може. Или доволно еднаш? Самиот програм препорачано и самата проценка на лекарот ќе одлучи колку дали ќе го даде на 5 дена. Сум имала и на 3 дена каде што сум дали тоа на млади спортисти каде што треба брзо да влезе во игра и слично. Затоа што не се само индикација калцификатите, него и тендинитите каде што се работи за повреда на тетивата. И негативниот дел, да речам, така, е дека процесот не е брз е во однос на апликацијата и брзо поминува, меѓутоа во однос на ресорбција и заминување на болката, сите мои пациенти ги подготвувам дека ќе се чека од последната терапија 6 недели. Минимум 6 недели. Значи не можеме тоа да го кажеме баш така, нели секогаш завршивме со терапијата и веќе готово нема ништо. Меѓутоа во тој период од следни 6 недели се ослободува од болката. Тоа е поболниот период уствари. Тоа е поболниот оној кој што го кажа фазата на ресорбција, последната, и често пати јас некаде ќе кажам, некаде ме слушнале или не сум докажала, убаво вика доктор ке мене и повеќе ме боли, точно. И тоа е фазата кога боли некој пат. Нека и сите, кај едно 30% од пациентите знае и повеќе да боли по завршување на терапијата. Ама кога веќе ќе им кажете, тие знаат, очекуваат што треба да се... Гледам да ги подготвам сите пациенти, убаво да го кажам тоа за да ме разберат, да не го очекуваат. Чукнавме еднаш, така го кажувам, пошто е таков начинот на апликација. И веднаш утредента не го снемало нагично, тоа не постои магија. Не може би брзо, тоа е правено со месеци, па и години, не може брзо да се разгради. Дали ќе се разгради целосно? Јас сум имала докажано со рентген дека го нема калцификатот, но и кај оние каде што нема да се разгради, се таргетира местото каде што е на воспаление околу и имаме намалување на симптомите до снемување симптоми, така да не е мерило дали ќе биде тука или присутен или не калцификатот, но мерило ни се симптомите. Дали болката поминала. Така се враќа и подвижноста, ги нема тие грчеви, некој стегнатост кога ве боли нешто. Така, за да се врати подвижноста, секогаш се едуцира пациентот да се почне со одредени вежби на тој дел. Ако се работи за стапало, посебно стегнување, вежби со топче, тениско топче или некакви роло, масажери, слично нешто, самиот да си прави стегнување на стапалото. Ако се работи за рамото, тоа е обавезно принтам одредени вежби кои што ќе ги работат со рамото дома. Тоа се едноставни вежбички. Ако се повозрасни, ако се млади, тие лесно одат, многу брзо одат. Меѓутоа,
секогаш е пратено со едукација да биде и вежбите дел од делот во лекувањето. Затоа што не е само таргетирање на калцификатот, него е истовремено и вежбите кои што ќе ја вратат пак подвижноста на таа регија, на тој зглоб и движењата. Нашата цел е целосна функција. Не е само да ја вратиме нас не е шилецот крајна цел, нас не е функцијата на тој екстремитет или на тој зглоб или било како да е. Така, да. Некогаш болката знаеме и често пати сами правиме, ја смируваме на некаков начин, ќе си најдеме начин како да ја смириме. Добро ли е кога првично како мала болка или мал симптом ќе се појави, тогаш да се јавиме на физијатар, лекар за да направиме некаква проверка, ако е во почетна фаза, можеби многу побрзо ќе помине. Така е, убаво е да се секогаш со навремено јавување ќе се добие навистина повеќе време. Шок-вев терапијата се покажа многу добро кај хроничните состојби, каде што луѓе кои што оставиле или заради други причини останала таа состојба подолго време на лекување. И тука навистина ни е тешко што да правиме после 6 месеци, 8 месеци пациентот не го мрда рамото. И сега навистина е тука тешко. А ова кога вие кажувате иако него мрда го штеди ова рамо, па ќе страда другото рамо, така и со колкот, со коленото, со петата. Па го товарува другото, па други проблеми се јавуваат. И така натаму. И тогаш е вистински голем предизвик да се лекува. Меѓутоа, тука се покажа многу бенефитен. Додека навременото јавување е она што е многу добро, затоа што може да помине и само со таблети, може да помине со помала физикална, со помалку совет, со многу малку вклученост наша може да помине побрзо состојбата. Она што сакам да кажам е дека да нагласам дека кога се аплицира оваа терапија со ударни бранови, се препорачува пациентот да не прима никакви аналгетици, значи никаква таблетарна терапија за болката. Затоа што она што го предизвикува шок-вейв терапијата на некој начин е предизвикување едно воспалување намерно, затоа и боли, затоа во моментот прави болка, затоа што местото го буди, за да организмот со собствените војници, да речам, со собствена фаланга да ги најде местото каде што е таму воспалено, каде што е новото возбудено место да го излекува. Тоа го предизвикува. И ако го земеле аналгетикот и го смири местото, нема сигнал организмот дека нешто се случува. И секогаш викам, не аплицирајте никакви гелови тогаш, не примајте ако може, дури за главоболка, викам, земете некој парацетамол. Издржете се придржуваат. За да може, секој сака брзо да оздрави. Така, за да го постигне добриот ефект. Во секој случај има решение и за ваквите работи, само да знаеме нели навреме да побараме помош, шилците се секојдневие, веројатно и состојбите така кои што бараат физикална терапија или пак преглед кај доктор физијатар ќе бидат и се почести со оглед на тоа каков начин на живот живееме, треба повеќе да бидеме физички активни, самите нешто да преземеме за да му олесниме на телото подобро да функционира. И тоа што значи почнување на некоја физичка активност исто е многу битно. Тоа е, негде не сум го прочитала, ама искуствено го гледам од моите пациенти, кога нагло ќе почнат да размислуваат за некоја активност, луѓе кои што не биле активни, навистина треба да знаат добро да се подготват, дари се тоа добри обувки. Затоа што сега некој што не пешачел да почне во лоши обувки, да пешачи на некоја тврда подлога, веднаш ќе се јават болки во колената и слично. Така да и едукацијата околу тоа како да се почне да се вежба е убаво да се направи. Колку дозирано физичка активност, каква ни е потребна, колку пати на ден, има многу убави препораки кои што се спрема возраста нормално и како тоа да го направи безбедно, за да не предизвикаме па друг проблем. Така Ви благодарам, доктор Лела, за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Се гледаме повторно утре во истиот термин.